Во детската градинка Павлина Велјанова во Кочани во објектот Сончогледи презентиран проектот за обновливи извори на енергија сонце, вода, ветер, со кој се инсталирани сончеви колектори во 3 објекти на градинката: Звездички, Сончогледи и Цветови. Проектот е во вредност од 153.500 денари, грант од Мировниот корпус Македонија, во соработка со волонтерката Катлин Ридер, а во техничка изведба на фирмата Екосолар од Штип. Овој проект е насловен како Сонце, вода, ветер и не се состоеше само во инсталација на сончеви колектори, туку му претходеа низ активности во соработка со стручни лица. Најнапред беа обучувани воспитувачките за да подоцна ги едуцираа децата од најголемата воспитна група повторно низ различни активности, посети, наблюдувања, работилници. Посетивме хидроцентрала, посетивме продавница со колектори и фирма каде што се изработуваат колекторите. И сето тоа им беше презентирано на мощен креативен начин, близок до детската возраст, за да сватат децата кои се придобивките од обновливите извори на енергија. Јас сум среќна што работам во градинката во Кочани. Уживав во работата на проектот. Градинката постави добар пример за децата со изборот на соларна енергија и ги учи децата како да бидат добри граѓани за околината. На презентацијата присуствуваа менаџерот за безбедност во Мировниот корпус Гоце Спасов, председателот на Советот на општина Кочани Јордан Димитров и грант координаторот на проектот, представник од Мировниот корпус Наташа Наумовска, која што ги истакна бенефитите од реализирањето на проектот. Она што е многу битно да се истакне е бенефициите, придобивките кои децата ќе ги добијат од овој проект. Прво е тоа што ќе учат за обновливите извори, како да ги користиме и како можеме да не оштетуваме природата, значи да ја зачуваме нашата природа, но исто така огромен бенефит за оваа градинка ќе биде, бидејќи ќе има секогаш топла вода, што би значило дека ќе се подигне нивото на хигиена во градинката и ќе се намалат со тоа и него се надеваме бројот на настинки и болести за дечињата кои се корисници на оваа градинка. На крајот од презентацијата, децата од градинката имаа кратка приредба поврзана со проектот и неговото значење.